Власта повторно ги извиси вработените со договор на дело во јавното здравство. Доктори, медицински сестри, техничари нема да добијат трајни договори за работа уште најмалку 3 месеци. Оваа разочарувачка информација ја соопшти новиот министер за здравство Илир Демири. Поради предизборниот процес, најавените 1117 вработувања во здравството ќе бидат стопирани, а овие медицински лица и натаму ќе работат без договори, без здравствено осигурување и за минимална мизерна плата. Вчера е финализирано сите здравствени работници кои работат во здравствениот сектор. Имаме добиено согласност од Министерство за финансии, ќе продолжуваат со договор на дело. После изборите обезбедени се средства од Министерство за финансии и Влада на Република Северна Македонија, ќе се пристапи кон отварање на конкурси, да не се прекршуваат законските прописи и ќе бидат истите запослени, ова дефинитивно. Министерот Демири вели дека поради изборите ќе биде одложено и покачувањето на платите во здравството. Јас се видов со представниците на синдикат, таму е направена една промоција за зголемување на плати, меѓутоа не е направена постапка за обезбедување финансиска подкрепа и обезбедување на средства од буџетот. Тоа е повеќе кажано како обеќање, а не е исполнета критериумот. Остануваме должни, дали јас или идниот министер за здравство, тој договор мора да помине процедура, Министерство за финансии, да се обезбеди финансиска конструкција и да се потпише после изборите. Инаку веста за новите вработувања во здравството беше објавено пред Нова година. За месец и половина од сите здравствени установи, само во 2 болници имаше објавено огласи за вработување. И тоа во Тетовската и во Гостиварската. Огласите за вработување во болницата во Гостивар беа скандалозни, каде трајно решение за работа добија 25 медицински лица. Од нив 24 со албанска националност, а само 1 македонец. Сомнежите на јавноста се дека позади оваа одлука од страна на директорот на Гостиварската болница Илбер Адеми стојат политички партии. Министерот Зова кажа дека трудови инспектори ќе проверуваат како се спроведувал огласот за вработувања. Иако се утврделе законски прекршувања, огласот ќе бил поништен.